А сега го имаме првото гостување, господја Радмила Живанови, која е лиценциран психолог, психотерапевт од психотерапика и член на Психолози на Република Македонија. Ова утро ја имаме од својот дом. Господја Радмила, добро утро и ви благодарам што прифативте да гостувате на ваков начин ова утро, во Добро утро секој утро. Добро утро, Стефан, ви благодарам на поканата. Прво прашање, какви може да бидат последиците, нели сега со новиот полициски час, почнувајќи од петок од 16 часот па се до понеделник до 5 часот наутро, тоа се вкупно 61 час, нема да можеме да излегуваме, па какви може да бидат последиците? Па ние сме веќе 4 недели, колку што јас знам по себе, во некаков тип на домашна изолација. Така да ни требаше време да се прилагодиме на овие 4 недели и сега меркиве стануваат многу поригорозни и мислам дека не сите сме подготвени, посебно оние, гледам реакции дека посебно оние кои што веќе ги почитуваат многу голем дел мерките, ова што се случува сега представува доста голем удар, забрана за движење. И не е само дека ќе сме во некаков си карантин, самата неможност со која што се соочуваме дека нема да можеме да излегуваме воопшто, забраната представува огромен психички притисок врз сите и некако не става во позасилена ситуација на паника. Практично што од реалниот живот што треба да земеме за да преживееме тие 61 час дома, сите заедно, до моментот на тоа дека нема да можеме, буквално сме како во некаков тип на принуден затвор. И за секој домашен притвор ќе му дадат, да. Така да на некој начин се ствара, освен паника, се создава и страв, вознемиреност, сето оно што претходно било веќе нагласено како психички, не би рекла проблем, некаква вознемиреност која што ја имаме и пропратна на оваа ситуација, сега ќе се интензивира многу повеќе. Вие знаете дека сега она што алармираат практично и дека се повеќе ќе се нагласи епидемијата на одредени девијантни однесувања, насилства нели по дома или семејно насилство, насилство врз децата, значи сето она што практично некако беше, како да кажам, балансирано со тие излегувања, колку толку канализирано кон надвор, сега се затвара внатре и може да створи огромен притисок за сите. Велат дека паниката го намалува и стресот го намалува имунитетот, а впрочем ова болест е најбитен, имунитетот. Како да се справиме еве со ова, дали можеме некако да се олабавиме во смисла на паниката и стравот за имунитетот да си го задржи нивото кое што е потребно за да доколку би се заразиле да останеме здрави за да можеме нели да оздравиме? Значи дефинитивно си во право кога имаме мал проблем со конекцијата. Дали се слушаме, господја Радмила? Да, одиме со кратка пауза, Дрежи, ако може само да средиме конекцијата, па веднаш ќе се вратиме. Кратка пауза. Дали е во ред? Тоа значи дека висок крвен притисок. Дали ме слушате? Имавме мал проблем со конекцијата од почеток со вашиот одговор, ако може, се извинувам, се случува вакви работи. Нема проблем. Имунитетот е многу силно врзан со нашата изложеност на стресот. Често пати ние можеме да појавиме одредена и психосоматска реакција, тоест она што сме го ставале под контрола сега да се појави, значи проблеми со желудник, со дигестивен тракт, може да се појават и заболувања, алергиите да се нагласат, значи сето она можеме да бидеме и повеќе склони, бидејќи сега сме germs free култура, па дезинфицираме се, па можеме да бидеме повеќе склони кон одредени други дополнителни нели заболувања, а и имунолошки се затвараме во
во себе и сето тоа може да експлодира од внатре, па да често пати појавиме одредени заболувања кои што досега некако сме сметале дека ги држиме под контрола. Тука исто би рекла дека се нагласени и хроничните заболувања, заболувањата поврзани со крвниот притисок, со дишењето, значи се она што досега некако, како ќе кажам, сме држале под контрола, сега почнува буквално да букнува и да не знаеме како да се носиме со тоа, дополнително затоа што и заштитите и поддршките кои што сме ги имале сега се многу намалени затоа што сите сме во некаков хаос и никој нема надвор од оваа ситуација, значи буквално сите сме вклучени во тоа. Да, дефинитивно. Како да се справат луѓето со анксиозност, со панични напади или можеби пак оние луѓе со клаустрофобија, што имаат страф од затворен простор и оние луѓе што не можат во овој момент да дојдат до допирна точка со психотерапевт или да имаат било каков совет? Значи, за психотерапевт мислам дека и се понудени доста бесплатни психолошки телефони, отворени, вклучително и од комората на психолози, нуди листа на 30 психолози, психотерапевти кои што работат со лицата на терен за сите оние заинтересирани. Ние мораме да ја надминеме тој наш став дека на нас никој не ни е потребен. Во овој момент секој е потребен на секого. Заради тоа, секоја онаа помош која што се нуди е добредојдена. Кога рековте за анксиозните и за паничните напади, значи, треба секој да најде начин како во текот на денот може да се смири, да се опушти и сега јас тука би било неблагодарно да кажувам кои се начини постојат, кога сите од нас си ги знаеме начините кои што нас не смируваат, не опуштаат. Тие начини треба да се адаптираат на ситуацијата во која што се наоѓаме. Сега сме во по-ригорозна затворена средина. Ако имаме клаустрофобија, не се ставаме во места во која што би ги предизвикала таа клаустрофобија. Значи, дали отвараме прозорци, дали на некој начин не предизвикуваме дополнителни што со размислувањето, нели ако постојано си ја вртиме таа мисла, јас не можам никаде да излезам, јас сум во затворен простор, а мене ми нема излез, нормално е дека самото мислење ќе креира наш внатрешен затвор. Многу е битна е хигиената на мислите во овој период и со што се окупираме. Ако мене ме прашувате, многу подобро е да зјапате, да гледате во некоја серија, некој филм кој што повеќе ќе го одвлече вниманието, отколку да ги мотате едните исти мисли. За жал, можеби тоа не е. Сега, прашањето е кое полошо зло ќе го избереме. Секако она зло кое што ќе направи да се чувствуваме подобро. Секој има право да бира оно што го прави да се чувствува подобро и не можам да верувам дека ние не знаеме што е тоа подобро за нас. Многу од нас знаат и сега треба да се пружиме кон она што не прави да се чувствуваме подобро таму каде што сме. Да, дел од граѓаните сметаат и велат дека поради состојбата со коронавирусот и повеќе време што сме дома, постојано го повинуваме времето во 4 ѕида со истите луѓе, доаѓа и до повеќе расправи, до повеќе караници, нетрпеливост. Дали според вас е нормално ова и доколку е нормално или ненормално, како да го решиме овој проблем или како да се намалат расправиите? Јас во едно моје излагање реков дека сега не е време да правиме длабоки муабети за работите кои што не функционирале пред короната. Значи, треба да станеме свесни дека сето ова е агитирано или нагласено баш поради тоа што сме затворени во една неприродна ситуација во која што сите мора да коегзистираме едни до други. Значи, тоа што е проблем за мене е проблем и за другиот. Значи, ние мораме да најдеме начин во кој што барем во дел од работите треба да се разбереме. Оние кавги или конфликти кои што се влечат од време не треба да се отвараат сега. Треба едноставно да се стопира и да се каже дека ќе ги разгледувате, ќе ги разговарате тогаш кога ќе се создадат услови. Значи, сега сите имаме заеднички непријател и треба да се сложиме дека нема страни. Че треба да соработуваме и да работиме заедно, без разлика што сме имале несогласувања или не се согласуваме околу одредени начини на однесување, треба да работиме заедно сега. Тоа треба да го разбереме. Подобро е да кажеме да онака
да се пренасочи тој бескон ситуацијава што сите не затекнала, отколку да си го насочиме бесот и лутината еден кон друг. Тоа е многу лошо и погубно, погрешно. Но заради тоа мора малку да се свестиме дека сите сме заглавени во ова и нема некој кој што е над ситуацијата. Вклучително и јас. Затоа со многу понизно зборувам према сите работи кои што сега со тебе ги разговараме, поради тоа што нема решение. Секој си го бара решението, но оно што се знае во суштина е дека сите сме заедно и секој треба да е поддршка на секој онолку колку што може. Така е, дефинитивно и ова болест можеме да ја победиме само со свест и совесност. Сакам да ве прашам за оној час што го дадоа за лицата со хронични болести што може да се движат, нема да ми замерат гледачите дали од 19 до 20 или до 20 до 21, не сум сигурен, дали е доволно еден час за овие лица, доволно за да прошетаат буквално во текот на денот? Не. Воопшто не е доволно. Еве ставете се вие во рамка на еден час. Дали вам ќе ви е доволно еден час да Мене прошетате? дефинитивно не, но оние лица со хронични болести секако ќе им е многу потешко од нас, ние ајде ќе издржиме. Прво, хронични болести значи дека тоа лице, можеби некој од нив, треба да имат некаква поддршка покрај себе за да можат и да излезат надвор и да прошетаат. Дозволено е еден. Да, дозволено е еден. Дозволено е еден, но тој еден можеби не живее со нив. Тој еден можеби живее, не знам, од другата страна на градот. Имаме многу семејства и многу стари луѓе, па и хронични болни кои што живеат сами. Значи, за нив негата е значителна и битна работа. Треба да има поголема циркулација во текот на денот за сите. Значи, 1 саат во текот на денот не врши работа. Треба да имат неколку можности да прошетаат. Сигурно тој со хронично заболување не би излегол надвор и по цел ден би шетал, искрено да ти кажам. Значи, сигурно дека и тој се штити себе си и знае дека треба да излезе кога е соодветно. Еве, според мене, ја не мислам ни дека ќе излегуваат тие лица, но потребна им е поддршка, нега, разговор, потребно е некој да биде присутен со нив. За тоа лице кој што ги поддржува, треба да има големи олеснувања. Да, како за крај на разговорот во интерес на времето, би сакал да ве прашам, односно да дадете еден совет како за крај од вас за како трезвено и рационално да постапуваме во целата ситуација со коронавирусот и сами на себе да си помогнеме што побрзо да заврши ова за сите нас. Леле, сега вака ми фрли бела ракавица. Трезвено и рационално. Трезвено и рационално. Значи, ако си го ставиме ирационалното во рамки на прифатливо, да на некој начин не правиме штета на другите или го ставиме во функција да се поддржуваме и да се како да кажам, да се разбереме, јас мислам дека сме ја завршиле поголемиот дел од работата. Не постои нешто што би можеле да кажеме дека е некакво рационално трезвено. Дури прашање е во моментот додека зборуваме дали јас можам да бидам целосно, професионална и свесна за она што го кажувам, без при тоа да ја вклучам и мојата загриженост, вознемиреност, она што јас за мене, како и ти вклучително, што седиш тамо и едноставно држиш до некоја си позиција да мора да бидеш некој кој што ги смирува. Значи, многу е битно да ги смириш луѓето кои што ти доаѓаат и те контактираат, да најдеш начин да како и што им треба да ги поддржиш. Било тоа да е финансиски, било тоа да е социјално, да им се јавиш на телефон за време на, како да кажам, на ова затворот што ќе го имаме сега, на забраните што ги имаме. Значи, помислите на лице на кое што би им требало твојата поддршка, јавете им се, направете 2-3 реда муабет, прашајте ги дали се окей, како го поминуваат ова. Значи, ако сте способни да го направите тоа, сега сме си потребни сите на сите. Секого на секого е потребен во овој момент. Так. И секако, ако ви треба психолошка поддршка, барајте. Значи, барајте од оние кои што знаете дека се психолози, психотерапевти во вашата околина, оние кои што ги нудат тие услуги волонтерски, бесплатно во овој период. Значи, не заборавајте дека постои тоа како опција. Искористете ја. Така, господја, значи, да. Јас ќе ви се заблагодарев, завршете ако нешто. Не. Ова е време во кое што точката тешко се става. Верувам дека е така и многу ми е жал што немаме малку повеќе време за овој разговор.
ви благодарам на одвоените минути, вашите совети, дефинитивно ако не на сите, бар на некого ќе помогнеме ова утро со овие совети. Така е. Да. Се согласувам, нека си го земе секој она што му е потребно, а другото него го фрли низ прозорец. Барем можеме низ прозорец да фрламе работи, мислам, символички. Не нормално нема да фрламе работи низ прозорец. Господи Радмил, уште еднаш ви благодарам, ви посакувам убав ден и да се чувате и вие и вашето семејство во текот на следниот ден. Благодарам, Стефан, ти благодарам многу и на тебе на поканата, се слушаме повторно и поздрав до гледачите, само позитивно и кој колку може и како може. Да. Ви благодарам уште еднаш.